почитувани присутни, најпрво да ви се заблагодарам на сите вас што дојдовте на ова духовно предавање на темата Христос е спасение, суеверието е погибел, кое ќе ни одржи неговото високо преосвещенство, митрополитот Крушевски и Великопитарски доцове Јован. Верувам дека за вас нема посебна потреба да го представувам владиката Јован, познате на широката јавност, не само по Македонија, туку широко. Меѓутоа, за оние кои ќе го следат предавањето отпосле, кога ќе биде ставено на интернет, ќе кажав на почетокот неколку реченици да го представам владиката Јован. Роден е во Битола 1966 година, каде го започнува своето образование, а подоцна го завршува градежниот факултет во Скопје, пошто запишува теолошки студии во Белград. И тие успешно ги завршува и постдипломските студии во Белград, што се запишува на докторски студии во Солун, на Аристотеловиот универзитет, на теолошкиот факултет, значи, во Солун. Неговата љубов кон црквата ја покажува на различни начини, држејќи предавања, уште додека и не беше примил никаков чин, но дарот што Господ му го дал за беседење, да ја пренесе на најубав можен начин вистината за Христа, направи да тој први предавање, што додека не беше ракоположен во некој свештен чин. А тоа пак ќе донесе секако црквата тоа да го препознае и да го избере за епископ, најпрво викарен на Преспанско-Пелагониската епархија, а подоцна и во Регалничката епархија за надлежен архиерей и како митрополит подоцна Велески по Варна. Уште на самата пристапна беседа кога беше ракоположен за епископ, тој многу јасно истакна што ќе биде целта на неговата дејност епископска, а тоа е да работи на единството на црквата. И тоа го покаже и со својот живот, лично, не само декларативно на пристапната беседа. Кога во 2002 година се воспостави единството со целата православна црква, владиката Јован беше тој кој прв пристапи во единство и ете, како што сега имаме прилика да видиме дека после 20 години се случи целосно пристапување во единство на целата Македонска православна црква. Но тоа единство секако митрополитот Крушевски и Великопитарски го плати со голема жртва, која е позната на сите, да не навлегуваме сега во тие моменти, меѓутоа познато е дека искушенијата кои следуваа заради тоа единство не беа мали ниту за него лично, а посебно за него лично не беа мали, но и за оние кои тоа единство го препознаа, единството на црквата го препознаа тогаш кога митрополитот Јован го прифати тоа единство и целата православна црква. Но му благодарам
благодариме на Бога што после сите тие искушенија дојде време кога и го доживеавме на некој начин тоа време, кога целата наша православна црква, која не беше во единство повеќе од половина век, влезе во единство со сите православни цркви и сега имаме можност и заедно и овде да се најдеме и да служиме и заедно и да се причестуваме, но и со другите православни браќи и сестри во светот. Тоа единство, како што нашиот денешен гостин, митрополитот Крушевски, Дене Писарски, многу често знае да рече, не е додаток на црквата, туку е самата суштина на постоењето на црквата. Не може да постои црквата без да биде во единство со другите цркви, односно да биде во единство со Бога, со Светата Тројца, со Отецот, Синот и Светиот Дух. И токму тоа е најдрагоценото нешто кое човекот треба да го чува. Единството помеѓу нас православните, го сведочи единството со Бога. Следваш ќе речам дека му благодариме на Бога, што денеска сите сме заедно собрани после сите тие премрежја од 2 децении и сето тоа може би радоста на единството може да го покрие и ќе го замолам неговото високо преосвещенство, да не должам јас многу, бидејќи не сум и јас предавач на ова вечер, ќе го замолам неговото високо преосвещенство, митрополитот Крушевски и Дене Писарски да го произнесе своето слово, односно предавање духовно на темата Христос е спасение, а суеверието е погибел, па во продолжето после тоа предавање ќе може да се постават и прашања и да се отвори една дискусија која се надевам ќе биде душеполезна за сите. Ваше високо преосвещенство, повелете. Ваше преосвещенство, епископе Каменичко-Делчевски, господине Марко, честни оци, браќа и сестри, не можам да го започнам ова излагање пред да ја изразам сета моја радост за денешната служба во Каменица, како и што реков на службата Каменица на некој начин, значи Петрово, затоа што камен е Петар и таков камен треба да бидете во верата сите, а се повеќе гледам, еве година дена како владиката Марко е веќе на оваа епархија, дека има од напредок во напредок уште поголем, а сите вие учествувате во него. Не само епископот, не само свештениците, туку и народот Божи, затоа што ваква желба за предавање во организирана сала за тоа. Имам и чест да ви ја пофалам салата нова овде во Македонска Каменица, толку убав амбиенте, навистина е прекрасно. Ако е недостаток мој на предавањето, не е заради просторот и местото, туку заради моите недостатоци. Така што, после овој краток поздрав, јас би ја започнал темата, за да не губиме време, а темата веќе ја соопшти владиката Марко. Верата во Христа е спасоносна, а суеверието е погибел. Така би било темата, затоа што потреба изгледа во овој крај, кој ми го наговести епископот и свештениците, е да се зборува која е разликата меѓу правата вера и суеверието.
Ќе рече човек веднаш што е суеверие, од кај произлегува прво тој израз суеверие. Значи, нешто е суеверие што не е права вера. Затоа што нашата вера е откриена вера. Значи, не е вера од човек, не е вера измислена, не е вера дури прикажана од некого и пренесена, како што ќе имаме можност да чуеме за некои вери, туку е вера од самиот Господ. Слезен глашиот Господ да ни покаже што е права вера. А се друго, што нема во согласно со таа вера, можеме слободно да го речеме кривоверие или суеверие. Сега тоа суеверие е голема напаст за правата вера, затоа што од најпрвите векови, првите мигови можда на христијанството, првиот век, го имаме суеверието, односно кривоверието во црквата. Јас ќе започнам уште во предхристијански период. Човекот е битие кое е религиозно битие, значи има потреба едноставно за заштита од некаков си Бог. И затоа не е ни чудо што во времето пред да се објави Бог измислува дури богови. А кај измислува? Тие што даваат повозвишена енергија. Да речеме сонцето. Тие се случиле дека египјаните имаа Бог на сонцето. Затоа што им се виде голема енергијата на сонцето и денеска никој не спори дека е огромна енергија. Ние правиме електрични централи да ни произведуваат електрична струја на фотоволтаици, односно за светлината и енергијата што ја дава сонцето. И на основ на тоа некои народи помислија дека тоа е Бог и му се клањале на Богот на сонцето. Други народи се клањале на месечината, зашто и да им изгледала дури во некои праисториски времиња, ајде да кажеме, можда не праисториски, поблизу од праисториски времиња им се гледа дека и месечината дава енергија, односно светли. Денеска јасно е дека таја само дава одблесок од зраците од сонцето, дека нема своја енергија месечината. Меѓутоа во тоа време, сметајќи дека има енергија месечината, некои народи сметале дека таа е Бог. Други народи, како атинањаните, Атина тогаш била град држава, да зборуваме како што било во времето, значи не била главен град на денешна Лада, туку била град држава. Можда ќе биде некоја тема и да зборуваме за тоа како биле тие полиси или градови во тоа време, и не можеме да говориме за национални држави како што говориме денеска. Атињаните исто така го имале Бог на житото. Зевс му се поклонува на житото како основна храна и сметале дека Зевс, што слушнале сите за Зевс, е Бог на житото, превасходно. Тоа е, понатаму во елинската митологија тој е врховен Бог, ама предходно е Бог на житото, затоа што енергијата за живот сметале дека доаѓа од житото. Тие богови се измислени богови или богови по потреба на човекот. Човекот го бара Бога, човекот е богобарателно битие. Од најстаро време,
Зашто осеќај гледа и денеска, дури чудно вака денеска, кога зборувам, кога настапи овој атеизам пред 50-70 години, како човек кој толку наивно ја напушта идејата дека нема Бог и готово, и не размислува за тоа. Ама тоа е затоа што и денеска исто е, но запад поготово, затоа што е човекот затрупан со сите материјални откритија и нема време да се занимава со најважното. А ова е најважното, кое ни историјата гледана, сите народи го барале Бога, кој е извор на живот, на постоење, на енергија, на се што постои. И, значи, тибетјаните, кои се некаде можда 40 километри од Атина, Тива, град, се слушна, тие го имаат богот Диониси на лозијата, денес кога што го слават во Кавадарци или некаде Дионисик. Значи, по барањето да им ги заштити лозијата, зашто позната е Тива, дека имала лозија, и тие тоа го побарале од некој бог кој нормално се го измислиле, богот Диониси. И денеска тој останува во таа митологија која понатамошно е некако заживеана и родена митологија, сте слушнале убави приказни, убави раскази дека има, ама боговите околу кои се врти митологијата се лажни. Значи митот како расказ е поучен, тој доаѓа од мудроста, дури вековна што ја наследува човекот. Митот не е тотално зафрлање. Зафрлање е само идејата за 12 божества кои се на Олимп, кои најдетално се опишани кај Хомер, а понатаму ги превземаат и многу други елински автори, не само елински, значи цела околина се загласува со таа митологија, додека не се стигне дека единствен Бог, кој е објавен Бог, значи кој ни се јавува, е Светата Троица, Отец, Син и Свети Дух, а еден од нив, Христос, Синот Божи, слегува на земјата помеѓу нас за да ни каже дека нема митологија на тој начин, односно врвните божества кои се слават, 12 на број, не се измислени божества, а правиот Бог е Господ кој слегува од небото на земјата за да му го покаже патот на човекот до спасението. Значи, таа митологија, уште еднаш ќе се навратаме, многу полезна, особено поучите, мудроците, кои тие се исцрпени од животот и елинската философија која е многу богата со животни искуства. Меѓутоа, боговите околу кои се врти целата митологија се промашени, измислени од потребата на човекот да има Бог. Значи, едно е Бог сам, а една друга е потребата на човека да има Бог. И да нема дури да го измисли што треба. Ете, тоа ви е митологијата. Го измислува Бога заради потреба на човекот. Има потреба човекот од врховно битие кое е над него. Не само за да си ги објасни многу необјасниви работи, туку и за да го заштити. Човекот е слабо, крхко битие. Не може туку така да опстане во овој свет без да има заштита. Заради тоа човекот посегнал потому да ги измисли тие богови.
Ама, браќа и сестри, не ги измислил сам боговите, туку измислили начини како да им служи на боговите. Во Стариот Завет, во висинскиот Бог ни кажува каква треба да изгледа скинијата, односно дерешната црква, тогаш била под шатор, затоа се вика скинија, на кое место треба да биде каделницата, на кое место треба да биде светињата на светињите, односно олтарот, што денес го викаме. Тоа ни го открива самиот Бог. А во митологијата ништо не е откриено од Бога, туку откриено е од човекот, како е најпрактично и како е едноставно за да може да биде применливо истото. Еднаш ќе преминам, значи ова би ги кажував нуспојавите, односно кои се кривоверијата, кои се јавуваат лем историјата на човештвото. Меѓутоа, за да ја запознае човек правата вера, потребно е да ги следи догматите на црквата кои се развивани низ вековите. Често пати, уште како студент се сеќавам, а и подоста ми велеле, зошто немаш голем интерес за кривоверието, за другите вери, а јас не сум покажувал многу. Ако гледате, денеска држам предавање за тоа, затоа што сметав и уште сметам дека човек ако си ја запознае својата вера, веднаш ќе знае што е кривоверие, веднаш ќе знае што е суеверие. Значи, потребно е да се трудиме сопствената вера да си ја знаеме. Ако ја знаеме, ќе знаеме се друго што не е во согласност со таа вера. Затоа првично што е потребно е да имаме сознание за тоа која улога Господ ја има во нашата историја, односно во нашиот од кон спасението. А тоа првично секако е неговото доаѓање. Значи, тој се јавува, вие знаете, во Стариот Завет, ја спомнавме скинијата, ама се јавува на одредени личности, преку Моисеја, преку некои од пророците, а кога доаѓа, тој се раѓа да постане еден од нас, значи се да прими. И во таа што ние земаме нулта година и од тогаш ги броиме годините, а во таа година се раѓа Господ Исус Христос како човек, иако како Бог постои уште од вечност. Значи, како Син Божи постои од вечност, ама во нултата година се раѓа и станува човек. Тоа го нема ниједна религија. Распрашајте се, проучете, ќе видите, имате вие во вашата религија Бог и човек. Еве, муслиманите ни се најблизу. Вие ќе ви кажат, Исус го имаат како пејгамбар, односно како пророк. Исус не е дали богочовек. Ама за нас многу значајно е што е Исус богочовек, и Бог и човек. Затоа што како Бог може да спасува, а како човек може да ги знае сите наши слабости. И како Бог и човек ги поминува сите циклуси кои ги минува човештвото. Уште од најрана возраст се прогонет, заминува во Египет. Ако читате Новиот Завет, ќе знаете дека тој ги поминува од најрана возраст сите искушенија што може, велама, не мора да ги има едно дете. Понатаму, малку опишам детскиот живот на Господа, меѓутоа, понатаму 30 годишна возраст, кога се сметало дека еден човек може да излезе и да биде сослушан од другите. Значи, зрел е, на 30 години е зрел од прилика.
i može da mu se pokloni vнимание. Той излегува и ги држи своите 3-годишни проповеди. После тоа е распнат и воскреснал од мртвите. Ете, тоа е неговата икономија, ја викаме, и друг пат дека не треба да нарекуваме економија, тука е икономија, затоа што икономија е од икос или дом, грижење за домот. Икос е дом на грчки, не е екос. Од тука екологија, па не знам други некои, ама тие се со погрешно изговарање. Икологија е. Како и да е, тој, значи, за да го спаси родот и човечки, меѓутоа да ја спаси целата створена природа. Затоа што нема, тука да ситни шариме кога е створена, дали пред 6 милиарди години, како што се претпоставува, или не знам некои 6-7 години, како што некои тврдат. Таја цела створена природа може да има само еден спасител, а тоа е Господ Исус Христос, односно Света Тројца. Тој пред да го започне своето мисионерско дело меѓу луѓето, тој се крсти во реката Јордан и тогаш се покажа целата Света Тројца. Отец во гласот, кој рече ова е мојот возљубен син, Духот Свети во вид на гула, а Христос како син Божи се крштеваше во Јордан од Јована Претеча и крстига. Ете, тоа е во суштина почеток на економијата Господова и тоа треба да го знаеме, да знаеме што е криво верие или суеверие. Значи, оваа наука која Господ сам ни ја остави, не ја остави некој учител, не ја остави некој пророк, туку ни ја остави сам Господ. Оваа наука е спасоносна наука, затоа што секој од нас може да ја провери. Имаме сега толку многу книги, безсмислено е како што тврдеа комунистите во некое време, пред, не знам, 70-тите години, 70-тина години, дека нема Бог. Абе, како нема Бог, прочитете малку, свртите некоја страница, ќе видите дека тоа е посведочено 20 века пред вие да кажете нема Бог. Значи, безсмислено е, тоа е криво верие. Може некој да се вели, абе, нема Бог, што одиш во црква, што бараш во црква во недела, што се собирате таму. Ама, тоа е криво верие. Може дури човек познат, кој има репутација некаква, не знам, денешниот живот може да ги направи познати и најмалку познати, велате пеачите, некој од Америка, кои воопшто не заслужуваат животот да им го спомнеш, станале извор, односно примери за живот. И денеска многу млади трчат да имаат таков живот како што имаат некои познати пеачи, да кажем. Зашто тоа е од непознавањето, затоа се собираме за да познаеме верата и да немаме никакви проблеми понатаму да разликуваме што е права вера, а што е суеверие. Ето и Христос уште, да кажем, за да го заврши својот домотрој, или како на елински го нарекуваме икономија, на словенски е преведено домотрој, зашто икос реков е дом, или строење на домот, или уредување на домот. Ето да го заврши својот домотрој,
ne ostane da bude umrtven na način kako što od prirodna smrt umirači deluje, туку беше распнат со најлошата смрт, значи умре. Ама едно покажа дека мора да се умре за да премине во друга состојба на живот. Таа друга состојба на живот ја нарекуваме воскресение. Во тоа воскресение прв влезе Господ Исус Христос како првороден од мртвите. Влезе за никогаш понатаму да не умре. Имаше, ако се сеќавате, луѓе кои воскресна на денот и на неговото распетие, ама пак умреа. За пак да воскреснат во последниот ден. Ама Господ нема веќе да прави тоа, да умире и да воскреснува пак и пак да умира. Туку воскресне и кога ќе дојде наредниот пат, ќе дојде како судија на живите и на сите покојни. А тоа ќе биде кога при второто негово доаѓање, кој исто така го чекаме. Нашата вера во суштина е вера во тоа што треба да дојде. Не, што да веруваме во тоа што се случи. Вера е во тоа да веруваме дека Господ дошол во овој свет. Дошол во овој свет. Ама како живеел, како бил распнат, тоа е знаење кој отвори човек книга и ќе го прочита. Ама вера е да верува човек во тоа што уште не е случено, а тоа е второто Христово доаѓање. Господ нели ќе имате живот вечен, а јас ќе дојдам да им судам на живите и мртвите. Тоа е вера. Суеверие е се друго што е спротивно на тоа или криво. На крај може дури да велија номинално дека верува дека Христос повторно ќе дојде. Ама сега она што се прави е сосема погрешно. Значи, овде во Коилината и навсекаде во Македонија има една тенденција за некои работи погрешно се разбираат. И јас ги имам забележано, можеме една по една, меѓутоа сакав првично на правата вера да се задржам, и ако знаеме правата вера многу едноставно, после ќе можеме и сами да имаме расудување за сите нуспојави кои се јавуваат околу верата, а тие се суеверија ги нарекуваме. Еден од нив е парастос не се прави после 12 часот. Кога ќе погледне човек зошто не се прави во 5 сатот попладне. Да браните е молитвата, меѓутоа знаете дека овие обичаи се воведени можеби од постаро време, не се сите од ново време. Ама затоа што свештеникот не можел да стигне во едно село и во друго да појде, кое треба пешки да појде, а има и таму парастот, заради различни причини е воведено тоа дека само еден парастот може да биде до 12 сати. А свештеникот треба да стигне во 5 сатот, да кажеме, попладне. Сега, од некаква предострожност, може би, кај народот, да не го чека многу долго или не знам, не можам да ги знам сите причини зошто е воведена таква појава и таков обичај, да до 12 сатот може да се врши помена, после не може да се врши. Што верски гледано, а тоа значи догматски гледано,
Ne može da bude točno. Ne može da bude točno zašto prvo nije očekujemo дека еднаш нема да има време, а тоа значи времето и сега сите знаеме дека е на некој начин измислена категорија. Да се договориме, еве, во 12 сату да се собериме на едно место, како што сега се договоривме во 5 сатот да дојдите овде и ќе има некакво предавање. Ама во идниот живот нема да има време, на некој начин условно речено има некои показатели, па ќе треба да се собираме и вечно да ќе треба да имаме показатели кога се собираме. Ама таа релативна, Einstein ви покажува уште на почетокот на 20 век, вели времето е релативно, а тоа што значи? Само во релација со други собитија постои. Е така исто и за овој парастос. Дали ќе биде во 12, или во 1, или во 2, или во 3, што и какво значење може да има тоа, а ако имаме правилен однос кон верата. Никакво значење, секако нема да има. Ама некој ќе го зацртува тоа, како што, еве, и јас го имам како епископ тој проблем, во некои села велат свештеникот треба да дојде дома да ми крени лепа. Бе, како да ти дојде дома кога ти воопшто не си дошол во црква? Ти треба да бараш да дојде во црква нека ти го крени левот. Ама што дека ќе помине по домовите свештеникот, не може да стигне без да Свети Никола. Кај надворешната епархија е многу обременето, не може да стигне свештеникот, наместо да дојде да служите во црква и тука да си ги обават сите тие потреби. Значи, зборувам, никогаш не стапнал во црква тој човек, а сака свештеникот да му отиде за 100 денари да му окрени лебот дома, еднаш во годината. И потоа пак нема да види ни црквата, ни свештеникот. Тоа е на некој начин криво верие, зашто безсмислено е да бараш нешто само од другите, а себе си никаде не се постоиш, никаде да не го оставиш својата улога. За време на погреб, кога се извршува, не смеат да се завртат назад луѓето, затоа што ќе умрел некој друг близок во фамилија. Исто така не е нелогично, малку е да речем нелогично, туку е несогласно со верата и смислата на постоењето воопшто. Што дека ќе се заврти, колку пати се вртиме ние, епископите или свештениците, и кога некој ќе почине, и кога некој ќе се роди. Кога некој ќе се роди, дори го вртиме околу масата, се биле на крштејка и му пеиме Исаија лихуј. И сите, и свештеникот се врти, и го носи восприемникот, го носи новокрштениот околу таа маса. И сега на погреб не требало да се свртиме назад. Да ми како, ако му падне на некој, еве сега ми звонише телефон, да не кренам да, ако звонише, не знам дали му ја звонише, ама ако звонише да не видам, да оставам да си звони. Тоа е исто и со таа потреба. Ќе се заврти, ако му падне на нешто, ќе си го земи како треба да го остави. Ако му паднало нешто на човекот, да не се заврти назад и да го остави тоа, па нека е и вредно нешто. Тоа е безсмислено. Тоа слободно можеме да го наречеме суеверие. Не стои, нема никакви показатели дека човек ја познава правата вера кога така постапува.
Na големите празници во текот на годината се собираат на рид. Ова е, ма изгледа проеќе познато за овде, за вашиот крај, се крстат на камења и ги нарекуваат оброчишта, а храната ја нарекуваат курбан. Само да знаете, браќа, курбан не е наш збор. Не е ни македонски, ни словенски, ни курбан е турски збор. Турците имаат уште крвна жртва, поднесуваат. Ние немаме од времето Христово, христијаните немаат крвна жртва и она се служнала во темелите на црквата, ставаат курбан колат, не знам, па главата ја ставаат во темелите, па со крвта ги попрскуваат темелите на нова зграда, па можда месецот после го јадат. Меѓутоа, ние, православните христијани, немаме курбан на таков начин. Прво името не одделува, како што реков, курбан не е воопшто црковен збор. Не зборам што не е македонски збор, не е црковен збор. Значи, такви жртви крвни има во Стариот Завет. Ако го отворите, ќе видите да се принеси тоа, кој нема тоа да принеси друго и се стигнува до грлица или гулопче, а за најсиромашните, кои не можат теле да принесат. Меѓутоа, тоа воопшто, таа старозаветна жртва Господ ја замени на крстот. Зошто умре Господ на крстот? За да замени цела старозаветна жртва која се поднесуваше и која поднесуваше народ, секако. Затоа немаме ние курбани. Меѓутоа, муслиманите имаат прифатено многу работи од Стариот Завет. Затоа што, знаете, муслиманската вера е дел од еврејската религија, дел од христијанската религија. Тие немаат ништо ново. И го прифаќаат или примаат тоа старозаветно кое постоело како во Стариот Завет како жртвување на животни. Ние, православните христијани, немаме жртвување на животни. Немаме курбан, зашто знаеме дека Господ се жртвува за сите нас на крстот. Нема потреба телци да колиме да ручаме, да јадеме, а не да ја фрлиме крста во темелите. Ете, тоа е битно многу да знаеме за курбанот, да дури да не го нарекуваме курбан ако можеме. Значи, тоа е ако принесуваме теле или принесуваме друго животно за јадење, а не за да влезе како жртва пред Господа. На Господа веќе не му е потребно крвта од телињата или од животните. Тој го жртвува својот син. Синот свој него беше распнат. Заради нас и нашето спасение. И зошто ни е потребно да мислиме, да си се лажиме себе, нека еве му принесуваме на Бога жртва ако заколиме некоја теле или некоја друго животно и крвта ја истуриме во темелите некаде. Или уште полошо во некои оброчишта. Еве како спомнавме дека на Господа му е потребна крвта, еве ти крв. А вие се сеќавате на она прекрасна поучна парабола во Стариот Завет кога Авраам, праотец и на христијаните, го носи синот негов Исак да го жртвува. И Исак е дете, а Господ му вели толку време го чекаше Исака, значи го измолитва и на старот му го даде и му вели сега ќе го жртвуваш. И го носи Аврам. Гледате, тоа е вера. Го носи синот свој
да го жртвува пред Бога, затоа што навикнат беше народот тогаш да дава крвна жртва на Бога. До Христа познато е дека давал еврејскиот народ крвна жртва. И го носи и му дава на малиот Исак да ги носи дрвата за да ја принесат жртва. Добро му вели Исак, иако мал. Тој сваќа и убаво се ќе запалиме оган, дрва имаме, ама каде е жртвата? И татко му Аврам вели, ами Господ ќе се погрижи за жртвата. Гледате, не се сомнева Аврам дека Господ ќе се погрижи за жртвата. Тоа е голема вера Аврамова, затоа и нашата вера можеме да речеме вера Аврамова дека, затоа што таа правилна вера. Не се сомнева едноставно Аврам дека тоа е најправилното. Нема друг син, нема друго наследство. Едва и го дочекал тој син што му го дал Господ на старост и оди да го жртвува затоа што зборовите Господови се тие, да го жртвува Господ, да го жртвува синот свој му вели Господ. После тоа се случува овца или јагне да биде запретано во грмушките и му вели Господ, немој да го креваш ножот свој на своето дете. Туку земи жртвата која ти ја оставив во твоја близина. И Аврам гледа дека јагне е оставено. Ама тоа по верата го прави Господ, не по суеверието. Аврам отиде на милото свој да го жртвува, а тоа е синот негов. Таква вера се зидаме, на таква вера се надградуваме. И затоа имаме нешто кое денес можеме да кажеме или да го разпознаеме кој е суеверие или лажна вера или криво вере. Ако некој патува од фамилијата, вели домот него метат ниту дворат, велат дека ќе им донесе несреќа. Ето што. Целта им се нечистото дека се врати некој. Ако оди па неколку години на печалба, да оставаме се нечисто неколку години. Исто големо бесмисла која произлегува од суеверието. Зошто да него чисти човек домот или да него мети домот? Затоа што ќе се случува несреќа. Па каква несреќа поголемо таа може да се случи ако се загрази заради нечистотијата тој дом. Значи не правиме така. Ние христијаните сме просветлени. Заминува некој, му посакуваме среќен пат, го очекуваме да се врати и му сакаме се најдобро, ама домот си го чистиме редовно како очистиме и друг пат кога не е отсутен нашиот близо. Секогаш чистиме се. И познати се христијаните по тоа дека се најчисти. Токму Христос не научи на таа вера да бидеме чисти. И како личности да се периме, да се чистиме и домот да си го периме, да си го чистиме, затоа што тука живееме. Тука ни е клетката на постоење. Безмислено е, значи, да не се чисти домот ако некој замина од куќата. Во Каменица, вели, постои празник горешнаци или горашник. И како никогаш не се палат свеќи во црквата, дека се оди на гробишта 3 дена и дека се посипува вода на гробот, дека се носи шума од орев или слично. Па на крајот од краистата ова треба секој ден човек да го прави.
ako ne sekoj din, barem evo sabota, barem ako ne sekoja sabota, na mrtva sabota да појде го исчисти гробот. Не треба да каже дека тоа не е најважното нешто, да си доаѓа во црква, дури на мртва сабота, што ја викаме, да доаѓа во црква и после да оди на гробиште, да ти го исчисти гробот. Ама не да не пали цвеќа, зашто цвеќе во црквата палиме заради себе и заради ближните наши. Ја палиме цвеќата за да имаме символ. Ние христијаните живееме многу символи. Не живееме само реален живот, ние не можеме Царството Божјо реално да го доживуваме ни символи. Еден символ е цвеќата која не потсеќа дека ние сме грешни битија. И она што претходно го кажувавме за жртвата која ја принесуваат евреите како крвна жртва, ние бидејќи немаме крвна жртва, даваме нешто како жртва пред Господа, тоа е цвеќата. Ја плаќаме цвеќата, а од неја има полза и црквата, односно парохијата во која сме. Затоа што тие средства ги користи понатаму за одржување основно на црквата. Не се сите цркви моќни така преку спонзори да бидат одржувани. Туку се одржувани преку најскромни примања што се цвеќите. Меѓутоа цвеќата има уште поголема символика, а тоа значи дека светлината која светли од цвеќата не потсеќа нас на просветлението кое ни го дава Господ. Господ ни дава просветление за да можеме да се соочиме со животот воопшто. И ако не можеме да се соочиме просветлени во животот, никако подобро да не се соочуваме. Во тоа е разликата меѓу луѓето кои се просветлени и луѓето кои се непросветлени. Ние христијаните на крстението уште се просветлуваме, но не треба да разбираме дека тоа по автоматизам се прави. Тоа што е просветление на крштението треба да го одржиме. А тоа значи постојано прво кумовите да ги упатуваат нивните кумчиња. Затоа толку блиска релација се созда меѓу семејството на кумот и семејството на детето што е крштено. Затоа што кумот е втор родител и тој во возраст додека е мало детето треба да го упатува кон правите вредности на живот. И тоа упатување, значи тоа просветление кое го добиваме уште на крштението, треба да се продолжи понатаму. Значи во семејството да ги добија вредностите христијански човекот. Да не кажам како ние сега образованието дека нема да го добие образованието, за жал. Во образованието да го доби на работното место ако се дружи со луѓе што се побожни. Ако разговара за теми што се суштински за животот, за постоењето, тоа е правото просветление. На тоа не потсеќа свеќата што ја палиме во црквата. Господи, дај ми просветление, секојаш е пратена, секоја свеќе со молитва, не само со барање. Често пати се научиме, значи од Господ е нормално, од Господ ќе бараме, треба да бараме затоа што може да ни ги задоволува нашите потреби. Ама ние
нашата молитва само барање. И нашто да му речеме како во црквата што кажуваме, слава тебе кој ни ја покажа светлината. Тоа се вика славословие да му дадеме на Господа. И тоа е молитва. Не мора да дај ми Господи ова, дај ми ова, отинемам тоа, отинемам ова. Дај ми здравие, дај ми... Не, туку Господ, од Господа она што го заслужува му го даваме, а тоа е славословие. На исток се палат свеќи строго. Имавме и такво искуство кога сакаме да ги ставиме свеќениците за да не се сади зидот на црквата и самата фреска над влетната врата. Свеќа се пали секаде, браќи, не само на исток. На исток, значи, колку да знаете, муслиманите се вртат кога се молат кон Мека или Медина. Се вртат, ние христијаните го имаме исток, точно. И се вртиме олтарите на црквите, ги правиме кон исток. И не знам само кога имаме можност некаде домашен олтар да направиме, исто го правиме кон исток. Меѓутоа, ние христијаните сме слободни битија. Ако условите не ни дозволуваат, заради многу причини, да се свртиме кон исток за молитва. Било каде да се свртиме, важна е молитвата и расположението. Значајно е тоа што имаме на ум, а не кон каде сме свртени. Ние треба да го знаеме тоа, дека нашето очекување на второто Христово доаѓање од исток, ние ќе очекаме Христос нема да дојде од запад, нема да дојде ни од југ, ни од север, ќе дојде од исток, затоа се вртиме кон исток, затоа што го чекаме Христос повторно да ни дојде од исток. Ама ако не сме во можност, ништо не значи и во себе, каде и да сме завртени на север, во себе можеме да се помолиме. Во себе можеме, или ако треба свеќе да запалиме, ако свеќникот е потен заради практични причини, на север ќе запалиме свеќе, не значи дека на исток може да запалиме свеќе. Значи, нашата молитва, нашето знаење не ослободува, а тоа знаење дека Христос ќе дојде од исток. Ама јас и да не ја запалам свеќата на исток, ништо не значи. Нема значење тоа ако не е кон исток. Умот да ми биде насочен кон исток, дека очекувам Христос дека од таму ќе дојде. А другото се е релативно. Ово врзуваат црвен конец на децата да не ги фаќа ураци. Затоа, право да ви кажам, има некакво толкување, ако е тоа Мартинка. Значи, кога почнува Светата 40-ница, јас се сеќавам во многу семејства се врзува Мартинка, ама Мартинка само се сведочи. Значи, тоа не е било каков конец, тоа е конец шарен, убав, како денеска бројаниците што ги плесат и ги ставаат и децата на рака. Мартинка значи да ги поучи кумот или родител тие деца дека постоеле маченици за црквата и дека ако е потребно и тие треба да бидат маченици. Од таму доаѓа името Мартинка, од Мартис. На еленски значи маченик. И во тој период, во периодот на Светата 40-ница, дури и децата, кои се мали можеби да постат така строго како што постат повозрастните,
Ili im kažuvаме дека треба да се подготвуваат за големи дела. Зашто некои луѓе пред нив, може би и многу векови пред нив, биле маченици заради верата. А тоа знаете какво восхитување произнесува кај луѓето. Кога од дете, уште од детска возраст некој задоен дека за верата, за црквата, ако е потребно, може и да се жртвува човек. Тоа е мачеништвото. И имаме веруваат доколку ја отклучат црквата на Сабајле. Многу бајачи, тоа стара обичај, нека е кај бајачите, да им даваат на луѓето да отклучат црквата. Шо значи да отклучиш црквата? Не им велат оди, седи на литургија, причисти се, туку да ја отклучиш црквата. Што да прават клучарите кои плата земаат за тоа, за да отклучат црквата? Што значи тоа? Кога ќе го погледнеш поискрено, ќе видиш дека безсмислено е, ама немајќи други аргументи бајачите, ги упатуваат луѓето да ја отклучат црквата и со тоа ќе им се решат сите проблеми. Не действува така Господ наш. Нашиот Господ е битие кое ја почитува словесноста на луѓето. Така луѓето разумно, словесно да постапуваат. А не така им рече бајачот или нека не е бајачот, нека е било го да отклучат црквата и ќе ти се решат сите заврзани проблеми кои ги има. Тоа е безсмислено. Значи човек треба да биде во заедница со Бога долг временски период. А тоа значи да му се посвети на животот со Бога. Како најчесто го споредувам семејство, меѓутоа може би сега ни не треба семејството да не се така здрави, за жал. Ама тие се домашна црква и тие треба да бидат здрави. Здрави единки, здрави клетки во нив да постојат, за да може да се очекува дека од тоа семејство ќе произлезе живот, ќе произлезе насока за живот. И уште една работа имаме. Ако се припрема свадба, дали треба да се оди на погреб или на гробишта? Мислам дека тука нема никакво значење дали се оди на погреб или на гробишта, затоа што може некој и од најблиските дали замине и треба секако да се оди на погреб. Како да го оставиме некој близок, денес во денешно време, села имам во мојата епархија 5 души што живеат. И градат капела, пазите. Градат капела за да го ставиле покојникот вечерта да не го донесат низи дома. Како да не сака човек да се соочи со трагедијата на смрт. Смртта е многу трагична работа. Ама од друга страна, и знам дека постои закон некад, ама ние за тие села што 5 жители имаат, а градат капела. Да, може би во големите градови не се создава некој неред, ако е закон, секако треба се почитува. Меѓутоа, во целата, да не сакаш уште 5 минути подолго да бидеш со покојник. Не гледам причина никаква, а тие 5 минути не се, туку се и 10 сати. Да преноќи покојникот во куќата, што може би и сам си е градал, куќата која ни остава во наследство, и не го носат покојникот во куќа, туку го носат во капела.
А що треба? Тогаш ние да спиеме, а тој да биде таму во капелата да залезе, замрзнат. Тоа е во суштина погрешно видување на верата. Верата наша не изближува со живите и со покојните. Значи, покојните не се од земјини, од нас потполно. Тие го менуваат начинот на постоење, ама не се неприсутни во нас. Ајде, нека не се сети некоја личност која внатре во себе го содржи некој што се упокоил. Не го содржи телесно, можеби. И за телесните работи, телесните недостатоци, телесните потреби може да има сознание таа личност. Ама особено има за духовните, зашто ние, тоа е разликата меѓу личност и единка. Личност се собира во себе, не 100, не 200, не 500. Кој не колку личности може да собере во себе, а Господ наш ги собира сите. Тоа е разликата. Ние не можеме сите да ги собериме, затоа велиме немаме љубов кон сите. Имаме љубов кон некој. Ама тие кои имаме љубов кон некој ги собираме во себе, тие живеат во нас. Ние можеме да имаме некакви недоразбирања со нив, ама далеко тоа дека тие не се во нас или ние во нив. Живееме, постоиме за другите, тоа треба да научиме. И уште нешто кое е покажано можеби како суеверие, ама јас го имам издвоено и не сметам дека е суеверие. Вели, од друга страна, кога се спрема свадба, младоженците ги канат покојните и блиските на гробиште. Тоа мислам дека е сосема правилно. Да се оди на гробиште, да се поканат и покојниците, зашто се тие живи. Тоа е вера наша. Ние немаме култ кон смртта со тоа, туку култ кон животот и знаеме дека таткото нечи кој предходно заминал, можеби од овој свет, сакал да учествува на свадбата на својот син. И синот оди на гробиште и го кани таткото. Тоа е символика. Символика која значи живот. Тоа значи дека имаме почит кон животот, не кон покојните. Ние сите на крај ќе бидеме покојници. Ама значи дека не признаваме дека има смрт. Нема смрт за христијаните, браќи и сестри. Тој живот кога е се живо, тогаш ги каниме и покојните. Како да се живи? А тие се живи во некој друг начин на постоење. Нема смрт која потполно уништува и покрива се, туку тие се во друг начин на постоење. Како ангелите, како ѓаволите, може некој да ги види ангелите, а ретко кој може. Па и ѓаволите, а ретко кој може. Ама тие постојат овде се, околу нас, со нас, во нас. Како денешната парабола за тој што беше ѓаволо Иман. Во него живее и ѓаволот, а тој не е свесен дури за тоа. Значи, таа реалност на постоење, на друг начин на постоење, ние ја познаваме и ја признаваме со тоа што одиме на гробишта и ги каним покојните и велиме смрт каде ти е осилот. Како што пееме на Велика сабота. Нема сила смртта пред верата наша. Верата наша не прави да бидеме победници на смртта уште сега и овде. Јас да не точам поеѓето и мислам дека и проучив поеѓето што требаше,
Ako ima neko nešto da ni kaže, da ni pronudi po temata, neka poveli, ako ima blagoslovi od prvosveštenija. Ebi. Preko Visokog blagodarina za ove prekrasne duhovne pouki koji tako da znači ili prenesu koji na dogmatskите вистини со опитни објаснувања за некои моменти од христијанскиот живот. И јас се како домаќин на оваа епархија и како домаќин на ова предавање замолувам, ако некој од вас има било какво прашање или може би коментар на ова или може би да додаде нешто на ова предавање, сосема слободно може да земе збор и да се слушаме, да слушаме и тоа мислење, па и да одговори високо преосвещениот ако има некакво прашање за него по Ваше високо преосвещенство, најпрви благодатност за вашето влагање во Македонска каменица, да не доаѓате што е можно. Одите пати во годината, кога зборувавте за ставањето на олтарите према исток, овие работи кажавте, исто така ставањето на светлиците према исток. Јас би ве прашал дали кога мудреците кога се родил Исус Христос, кој дошле од исток, дали нешто тоа има влијание и од тогаш да почнемо народот во тоа да се верува дека се треба да биде према исток. Ви благодарам за прашањето, содржајно секако. Не мислам дека доаѓањето на мудреците од исток, туку она што е во Откровението, дека Господ очекуваме да дојде од исток. Затоа се правени олтарите на црквите, значи не се еврејските олтари на исток завртени. Тие се кон Ерусалим, по таа логика и муслиманите кон Мека или Медина ги завртуваат џамиите. Или кога се молат, абдестот кога го прават, или не знам се завртуваат кон Мека или Медина. Значи, каде е местото тоа? Меѓутоа, ние христијаните веруваме дека Господ ќе дојде од исток. Тоа може да символично да е. Иако вели исто така во Светото писмо дека ќе биде тоа објавено и нема да биде скриено за некого. Значи ќе биде, ако биде од исток, то може некој да не го познае толку брзо како ќе биде Христовото доаѓање, второ, ама ќе биде исполнето се. Значи, наеднаш ќе се случи, како што се случи неговото воскресение прво. Никој не го виде, го виде некој, немаме ни сведоштво во Новиот Завет дека некој го видел Христовото воскресение. Тој воскресна, ама после неколку сати отидоа жените мироносици или мајката негова Пресвета Богородица на гробот или апостолите за да видат и да се уверат. Никој не го видел воскресението Христово. Исто и доаѓањето негово ќе биде толку мускавично, што може би нема да се примети нејзи дека е исто. Може би, велам, не знам. Меѓутоа, бидејќи нагласено дека неговото доаѓање ќе биде од исто. Затоа ги вртиме олтарите во тоа очекување, значи од таму да ни дојде светлината и просветлување.
Може би тук освещението, така да се обаче учени за един тренд, който 6 години, барем во нашата има гробовите или новите гробови без никаква причина, нито да се зачини на поставих на нищо, бидейки едно гробно место, да се поставуват, поправят север-юг. Това обично е погрешно. Значи крстот секогаш го ставаме да гледа кон исток, односно со лицето покојниците ги ставаме да гледат кон исток. Затоа што повторно ќе повторам, отам очекуваме да дојде Господ Исус Христос. Сега, тоа е слабост на духовните луѓе кои оставиле да бидат така центрирани гробовите. Тоа може би ова погребално предпријатие или комунално кое ги одржува гробиштата, не им е важно, не го знаат тоа правило и заради организација на просторот направиле дека така им е поедноставно да гледаат север-југ. Меѓутоа, никогаш старите гробишта не гледаат север-југ, туку гледаат исток-запад. Така се свртени гробовите. Ако приметувате, ако одите на гробишта во постари гробови, ќе го приметите ова што ви го кажувам, дека гробовите се свртени во позиција исток-запад, односно нозете. Значи, главата секогаш гледа кон исток, затоа што оттаму го очекуваме доаѓањето Христо. Не знам дали... Говорете, без никаква причина, това вероятно много приятели. А колко е оправдано, човек това некои да се разправа, дали треба да бидат платени проповедници. Тоа не треба човек, треба официјално да излези црквата со своје гледање. Значи, не може да се остави се на тие комунални предпријатија или погребални услуги кои дават тие да ги организираат гробишта. Вие се сеќавате, порано самоубиците не ги погребувале во исти гробишта во кои православните христијани. Зошто? Самоубиецот веднаш може не тој, од семејството може така е воспитан и да се праша, јас не го чекам Христа да рече, јас затоа се самоуби. Не го чекам Христа, зашто ми иди гробот завртен кон исток. Во тој случај, тој има на некој начин можност да излезе од гробиштата кои се така завртени насочени, ама тие се општи гробишта, ставаме крст на гробиштата, на многу гробишта сега гледам срамежливо постои некој крст. Крстот обележи на православните гробишти и треба да биде многу поголем и не забележителен, затоа што верата во крстот не спасува. Не спасува вера, не знам, било каква. Еве сега зборуваме за суеверие. Не спасува вера во крстот, зашто ако не се случеше крстот с Христос, ќе го немавме ние воскресенијата. Нема да има воскресение без крст. Затоа крстот ни е толку значен, а секако да е символ, усвоен како символ за нас кои не сме можеби качени на крстот, тоа е наше постоење. Затоа ние се крштеваме од најмала возраст, како сме крштени како дете. Тоа значи крштевање во крстот да крштеваме. Дека нашиот живот треба да биде крстов воскресен. А тоа значи да си го носиме крстот, зашто така ни вели Христос, кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе крстот свој да тргне по мене.
Ама свесни сме затоа дека крстот ни носи воскресение. Не може човек без крстот во животот да очекува воскресение. Ајде, ако има некој друг. Може некој да искоментира нешто? Не може да биде само прашање, да даде нешто. Да, тоа го кажа, баш затоа има вера во воскресение повеќе. Неговото високо пресвещенство да објасни патологијата, што значи крева и на лепчето, до црква како е правилно, во кое време да се носи и како е најдобро да се доаѓа во црква да се крева самата патологија. Да се доумови да луѓето да знаат. Па не можам да ви кажам некое правило за тоа, затоа што во христијанството се е слободно, ама многу е практично и за самиот народ право кој го прави тоа, ајде свештеникот да ги носат лепчето или вете панаија го викате, да го носат во црква и да учествуваат во црквениот живот и после тоа свештеникот ќе крене лепчето. Затоа што смислата наша е да учествуваме во богослужбениот живот. Не само свештеникот да оди по куќа и да окрени за 2 минути, 5 минути колку е тоа лепчето и со тоа сме ги завршиле сите религиозни должности. Има такви семејства. Не значи дека ние што сме собрани тука така размислуваме, ама има такви семејства, сите потреби годишни ги гледат преку тоа. А јас се кревам панаѓе, ќе рече. А кревав панаѓето е 5 минути во толку часови колку има 365 дена во годината. И понатаму не стапнува во црква. Затоа е прилично прикладно да дојде во црква, да учествува во литургијата и после свештеникот ќе го подигне левот, ќе го однесе полнотата на благословот, ќе ја однесе тој што дошол тоа да го направи и за себе, и за семејството, и за поширокото семејство, и за покојните. Затоа што кревањето на левот не е само за здравје. Ние често пати тоа го гледаме како најважна работа. Не е само за здравје, туку е за вечен живот и спасение. И се што правиме, прави се оди многу работи, не е само кревањето на левот. Ние доаѓаме во црква, се молиме на различен начин, се причестуваме, некогаш на коленици се молиме, некогаш не знам по други начин тоа го правиме. Значи не е само кревањето на лев, ама и тоа е важно и најдобро би било да се направи пропратно со сите други елементи во црквата. На учеството на литургијата само не може да се замени. Се друго може на некој начин да се замени. Ако не кренам леп, не знам, на пат сум или некаде, не можам да го направам тоа, го гледам тоа, ама ако не одам секоја недела, една недела можам да прескокнам заради многу причини, може болен да сум, ама да не одам и другата недела, и трета во црква, и да си 7-4 пати, може би ме слушате, говорам за тоа, ќе си пие кафе човек или ракија во недела и не оди во црква. Па зашо е неделата? Самиот збор ви кажува недела на нашиот јазик, значи не работам. А зашто не работам во тој ден? Да пијам кафе? Ќе пијам после тоа. Ние после литургијата денеска пиевме кафе.
ама откако заврши литургија, а не пред да почне литургијата не пиеме ни вода. Ништо не пиеме, затоа што тоа ни е најважно. Со тоа покажуваме што ни е важно во живот. Така да, во контекст на надоврзење, може малку поразлично за врска со задушниците, бидејќи сега пред неколку дена беше актуелно. Значи, ние за време на задушницата како свештениците немаме време да испееме никогаш цела присагија на самиот гроб, бидејќи не е можно во толку краток период, колку и свештеници да имат, еве тројца или четворица, не е важно, нема време свештеникот да посвети внимание или нити на луѓе кои сакаат да го прашаат, а има и такви во тој момент, бидејќи тоа е можноста во тие неколку минути да се сретнат со свештеникот и можеби тоа беше интекнало некоја работа која треба да прашаат, а свештеникот од неможноста да стигне секаде нема ни време да му посвети нити на молитвата доволно внимание, нити на верниците кои имаат нормално и работи кои сакаат да прашаат. Еве, приметувам тука многу палат цигари, и остават ке свеќи. Значи тоа е ѓаволски темјан на некој начин и досега свештениците јас на неколку, кај имав малку време, им посочив на тие работи, но свештениците да ги замолиме во оваа прилика сите да зборуваме за тоа. Бидејќи навистина не е богоугодно 3-4 цигари запалени во време кога свештеникот покажува се каде да се моли. Исто сакам да објасните за заупокоената литургија, значи да се промени и да направиме постоинствено да види се тоа, да служиме во служба, односно за упокоена литургија и потоа да ги клопиме некако вие да образложите тоа, така по-конкретно да се задржите на тие работи, да ги вметниме, значи и пеењето на пшеницата, односно присагијата, да ја вметниме во самата литургија, бидејќи така сметаме и ние да разговаравме со неговото пресвещност, дека така би било најдобро и ако имате познавање како дошло до тоа да нема за упокоена, а само на гробишта додат, и околу тоа ако може малку да образложите, ако имате повеќе сознание околу тоа. Тоа е вистина голем проблем што го кажувате и за свештениците и за народот. Меѓутоа, може би јас повеќе ги обвинувам свештенослужителите што го запуштиле, односно не биле упорни да го спроведат тој правилен пат на објавување на верата. А тоа значи дека на делот на задушница првично е важно да се служи литургија. А следствено на тоа да се упати народот, еве како што зборувавме за панагиите, да донеси житото во црква, да ја наполни црквата, тој да биде преполна црквата и свештеникот може еден парасто долг нека направи, не 3 саѓа на секоја пшеница. Парасто долг, а претходно да ги донесат, значи да си дојде на литургија и да ги донесат имињата на покојните, кои сака народ, свештеникот да ги спомни на литургија, на проскомидија зборам, да ги води честите за нив, тоа е суштински важно. Доаѓа свештеникот и вади честите за покојните на литургија, а после со еден помен сите може повторно да ги спомни покојните, да си имаат ливче, едно тие што носат житото, пшеницата, пак да се прочита, ако се многу целогодно тогаш, ако се повеќе свештеници може сите да читаат, ако не може да им се даде да читаат и прислужниците. Важно да секој да си го чуе името,
што го запишал за покојниот. И после, ако сака некој, нека си ги посети гробовите. Тоа значи да ги измие, да ги очисти, што зборувавме претходно. Ама многу поедноставно ќе помине, не не зборуваме ние за едноставно и им се олесни работата на некој, туку како би било практично и за свештеникот и за народот да од една страна народот учествува на литургија, се служи тогаш литургија, а си ја обави својата религиозна потреба да ги спомни покојните. Тоа е она моје видување дека најпрактичен начин е тоа. А свештеникот е вистина презаморен во тој да мислите, ебе во Битола, ја тука сигурно помалку гробови имам, Битола се илјадници гробови. Треба да ги поминат неколку свештеници, колку се таму, 9 и 10 нека. 10 свештеници да поминат илјадници гробови, па тој не стигнува ни да ги прочита и минјат, затоа што нема време, толку е. И 10 сати нека оди од сабајле до вечер, пак не стигнува. Значи, затоа треба да му помогнеме ние на свештениците, а не само да им помогнеме. Не е нашата цел сега да зборувам како да те полесно да им биде на свештениците, туку за сите нас е полесно ако го направиме тоа во црква. Во црква, после можеме да си ги посетиме и треба да ги посетиме на тадушните гробови, да не ги оставиме неочистени, да не оставиме дека не сме однеле цвеќе, дека не се сеќаваме на тие што народиле. Одиме, тоа го правиме, ама прво споменот го правиме во црква. Тоа што влегува во литургискиот живот на црквата, влегува во незаборав. Да видиме секогаш убедени. Она другото е колебливо многу. Ама тоа што гледате во литургијата, кога свештеникот ќе го спомни името на живиот или покојниот, тоа останува. Тој ќе сведочи прво, јас го спомнав Господи овој. Тоа е молитвата, поважна од сите молитви што после ги правиме. Затоа истото, аналогно е ова за лепчето што прави, да дојди на литургија човек, да учествува во главната богослужба, таа ја викаме литургија, и после тоа нека ги обавува и тие на некој начин, велам приватни работи, иако од црквата скоро да нема приватно ништо. Се е општо, односно сите ние се молиме за другиот. Да. Тоа е. Постои празнување на Светотечка, постои искуство тоа празнување, големиот дел на луѓе, така да веруваат во некои сонови дека не се појавува, па дека нешто не направи. Па веруваат во некои такви работи, немаат до православната вера, толку одме навлезено тоа во посебно во жените, постојано имаат соништа. Да, тоа е специфичен начин еден кај многу луѓе кои се религиозни по природа, ама не се правилно упатени во верата. Тоа значи, имаше, се сеќам уште лаик бев, една жена доаѓаше, јас работев како градски инженер во Митрополија во Битола, и доаѓа вели барам дозвола да градам црква, не се сеќам точно на кој светител, зашто вели дека ме
tipa ako ne izgledam crkvu. I mi pokažu, drugi modrići. Ja sam mlad togašna, čovjek da se zamisli da li vistina se slučuva ili ne. Mi treba dolge godine, može biti da si objasnim toj fenomen. Vo suština, naši od Bog, našite svetitelji, ne da ih suvat na toj način kako što opišem. Znači, ne da ih suvat nasilno, tako da ih suvat dobrovoljno. Ako je dobrovoljno, da smo sigurni da je od Boga. Ako nije dobrovoljno, vedno da se sumnjavamo, zašto naši od Bog ne evo deneska je perikopata. Mu velat благодарина на Господа, aj odisi. I to je kako Gospod, pazite, da mu naredi neko, aj odisi od ovde, otini gi potopi svinjit. I to ićidema, pato ti si trgnula da si se vrati od kada što došao. Taka dejstva naše od Gospoda. Ne dejstva nasilno, može li neki pogubi site tije lugi, da gi iste, pa ako ne da gi pogubi. Ама niki to ne go pravi. Sve to dejstvo Božjo, evo, dobrovoljna, na dobrovoljna osnova. Ako sakaš, tege napravi Gospod, međutim, ako sakame da go sledim, ako ne sakame, će ne ostavi da si kršim, evra. Što da pravim drugo? Što da pravi Gospod? Će bude nasilno, će traje 5 minuti, 1 godina, 20 godina. I što posle? Ako je nešto nasilno. A ako je dobrovoljno, čovjek je se žrtvuje za to, a gi spomratno mače mislite. Koji može nekoj da go natera so sila, ti go žrtvuje život svoj. Nije koliko toliko i da se odkažujemo od sebe ljubijati, toliko smo samoljubivi što go sakame život. Ako neko saka život od čovjeka, poneko je depresija, bo nešto. Go sakame život, a pak go žrtvujeme. Ali go spomrat na Avrama, nego saka to i sinot koji go moleše da bide na staro dadeno Gospoda. Ama zaradi Boga go žrtvova. Otide da go žrtvova, ne go žrtvovaš. A isto i nije potpuno. Znači, to je način od sve dobrovoljno da ne bide pokaz deka od Gospoda, sve što se slučuva je dobrovoljno. Ne znam da li odgovorite me. Četiri liturgije. За петолебието на акатистите што се прави. За петолебието што се прави на акатистите, тоа е некој обичај сега. Што прават петолебија за време на акатистите. Това е унижување на акатистот. Zato što nema втора твоја по величина, после литургијата е акатистот на Пресвета Божија. Ние го унижуваме со тоа што принесуваме петолеби. Значи, свеченоста на тој голем настан, како да не ја почитуваме, и поважност, кој ќе видам сега на интернет и се гледа, некој маси таму полни со петолебија. А зошто? Петолебија се служи црквата предвидела вечерна, на свечерна вечерна, зошто не донесат петолебија луѓето? Имаат тако скоро секоја недела имаат можност тоа да го направат. Има голем светител, има празник полелеј, кога предвидува црквата да се отслужи петолебија на вечерната. А не на акатистот не е предвидена воопшто.
To je unižuvanje na karticu. Znači, ako sakate da го unižite nešto, to isto kako na liturgija, da napunite, zamislite liturgija, da napuni neko masac i polažno je Betoleu da se služi liturgija. To je pogrešno, golema pogreška, zaradi unižuvanja to na nastavnog koji se slučuje. Petolebije to je najobična rabota, da ne mislimo дека to je kуд неколку важно. Petolebije je to na вечерната после стиховните стихири се подига, се благословува и толку е тоа. И тоа служи, пазите, ако има сеновично бдение, во тој период да може да се окрепат браќата или сестрите во манастирот. Значи, може да се јаби од Петолебието пред литургија. Тоа е Петолебието, тоа го дозволува типикот. Ама не, да ги прашате луѓето што го носат тоа накати, зошто го носиш Петолебието? Да здрави, ќе кажа. Да, ама едното е верите на кое не се осврнавме е токму тоа. Зошто го носи Петолебието кога во суштина не е предвидено, црква за се предвидела. Да знаете тоа, за се има, тоа го нарекуваме типик. И предвидела кога да се прави едно, кога друго, кога трето. А ова не е предвидено во акатисната химна, која се дели на 4 стати, а 5 не се чита целиот акат. Вашите Слушайте, само, јас не знам уште колку луѓе сакаат да прашат, меѓутоа многу одолживме и би замолил доста исцрпни беа и одговорите на високопреосвещениот. Ја ми биде на последното прашање што ќе го постави да бидете на ден и да заблагодариме, после и да има прилика и пак ќе го повикаме високопреосвещениот и ќе дискутираме пак на слични теми. Јас сакам накратко, апропо муабетот со Стефаниот што требало да направи манастир. Сведоци сме дека во нашата државичка има направено многу бараклиси, многу манастирски, црквички, затоа воопшто не е побарно благослов нити од надлежен епископ, нити од надлежен митрополит. Дали луѓе на кои што им се сонило нешто па направиле некоја црквичка, некој манастирски, воопшто не изгледен согласно црковните правила. Има многу што се направи од група луѓе кои што тебе да искажат својата љубов кон Бога, собрале пари, собрале спонзори, направиле нешто. И сега се доаѓа до конфликт затоа што има, например, такви убави направени деки прелови, организираат тие ги дека манџи, не ги викам курбани, на празник на кој што се на кој што е посветен на дали параклисот или црквичката. И некој пат дури не се викаат ни свештеници таму. Во некои свештеници не сакаат да одат затоа што помабетот на тие вика сакаат само да дадат парите да ни ги земат свештениците, сакаат имото да ни го земат за сето тоа ништо сме го направиле. А од друга страна е направено нешто кое што е според мене баш кривоверие затоа што нити е направено со благослов, нити после служително свештеници. Како е ставот на вашиот став? Мислам дека добро сте приметиле, во суштина луѓето еве и како и ова што го спомнав претходно, дека некоја светителка ги тира да прават луѓето црква или манастир, како викаат или не знам. Тоа во суштина нема никаква основа во црквениот живот. Секое дејство што е без епископ, односно не добило дозвола или ние го викаме благослов од епископот, нема трајна вредност за црквата.
И накнадно може секако да се признае да влезе во црквениот живот, ама повторно ако тоа го благослови епископ. Затоа на осветувањето на темели на црква предвидено е според типикот зборува да биде или самиот епископ или оној кој ќе биде делегиран од епископ. Тоа значи дека не може секој да си гради црква, односно може секој да си гради објект во облик на црква, ама тој си го прави како приватна работа, тоа не е црква, не можеме во него да служиме, не може епископот да го освети ако тој не е имот на црква. Тоа ако тој е приватен објект, може да благослов, може би епископот, ај да го пусти свештеникот оваа година служите таму. Ама ако сака и тоа, ама затоа е потребно да оди по сите правила црквени. Значи, кога се гради црква, прво да се добие благослов, да се префрли имотот на име на црквата и потоа на самото осветување на темелите, ако не може да дојде епископот, да делегира свештеник кој ќе ги освети темелите. А осветувањето на црквата сигурно треба да биде присутен епископ. Сега, не знам дали зборувате за црква која е осветена од епископ или не е осветена од епископ. Зашто многу цркви не се осветени, ама изградени се во облик црковен и многу луѓе се занесуваат подносно тоа, одат на денот на која се празнува светителот или не знам, а таа црква не е осветена, никогаш не се служила литургија таму. Тоа значи нема богослужбен живот, тоа е приватно место. Може да си направи некој во дворот, нешто во облик на црква, ама ако не го благослови епископ, ако не е осветено од епископот, тоа нема црквено значење зборува. Тоа мислам дека треба да си го знаеме, од вистина има такви објекти повеќе кои ги градат еве вака луѓе кои се неупатени во верата, немаат литургиски живот и прават објекти и мислат дека тоа е најважното нешто во животот. Често пати уште додека бе помлад, тоа го говоре. Македонија има многу цркви и манастири. Да ги наполниме прво нив, па ќе градиме нови. Има многу. Може би нема во некои градови поголеми какви што се Скопје или не знам, а во другите градови има, или еве Македонска Каменица е нов град, нема црква. Единствен град уште во мојата епархија Демир Хизар кој нема градска црква. Ама нови градови се тие. Сите други градови стари имаат црква. Единствено ако е тесна, мала црквата, стара црквата, може да ни се сруши, тогаш градиме нова. Се по потреба црквата прави, ништо не прави така да украд да биде. Фала ви уште еднаш на сите вас, фала на преосвещениот првовладика, што имав можност вака нешто да разјасниме, колку ни дава и знаењето и приликите. Меѓу другото, ќе даде Господ и вие да ни бидете гости и повторно дојдеме кога имаме покана секако да заедничариме пред се на литургија. Тоа е најважно, ама и овие разговори се битни зашто е разјаснуваат верата. Благодарам. Високо преосвещеник,
Владико, ви благодарим уште еднаш на и цркви одговори пред предавањето на почетокот. Уште една минута трпение ќе побарам од вас да се заблагодарам и на свещениците од Македонска Кралица кои го организира ова и на надлежните на ова културен дом, кои ни овозможија овде да го одржиме во предавање, да се собереме и да примиме духовни полки со неговите високи на свещеници, меѓу полето Крушевски и Денефисарски, Господин Јован. На сите вас те ви благодарам за присуството и ова ќе биде само почеток на вакви духовни средби. Се надевам да идеме и помогнем да се собираме и овде и во Делчево, тоа е нашата епархија, и да се поучуваме едни и други во вистинската вера, знаејќи, како што рече Високопреосвещениот, дека правенствено литургиски да се собираме на заедничарење, а потоа и овие духовни разговори се и тоа како потребни и полезни за сите нас, да се поучуваме во верата, да растиме духовно и да заедно одиме по вистинскиот пат до воскресението и до Царството Небесно. Уште еднаш да благодарам и да ви посетам убава вечер и да се видиме во најскоро време пак во ваква духовна атмосфера. Благодарам уште еднаш.